Многу цветења некако, бе. Ама добре, бе, што има врска. Абе, пак дресот на Ливерпул е прв, одгоре. Да ги смениме? Требаше од Интер да го донесам дресот, бе. Интер. Да, спремен сум. Ајде. Јануари станува речиси подеднакво жешок трансфер период како и летото. Многу клубови не сака да ги продадат своите играчи во текот на зимата. Сака да го задржат косторот на екипата, особено ако им оди добро. Но оние другите, на кои што не им оди добро, имаат милиони за трошење, сака да ги заселат своите екипи уште сред сезона во јануари. Имаше доста интересни трансфери од 1 јануари до сега, но веројатно тоа главното веќе помина. Сега фокусот е на фудбалерите на кои им истекуваат договорите на лето. На многу фудбалери им истекуваат договорите за 6 месеци, па за екипите е подобро да ги продадат сега, отколку да ризикуваат да ги изгубат за без пари на лето. Нормално е тоа. Токму овие фудбалери на кои што им истекуваат договорите на лето ќе бидат главните во ова видео. Топ фудбалери кои што може да се купат за многу ефтини пари сега, значи во овој трансфер рок, или може да се заминат за без пари на лето. Број 1. Милан Шкринијер. Интер не смее да си дозволи да го загуби Словакот. Не знам дали сум кажал до сега на светското, знаете дека најавав за Холандија, ама во клупски фудбал најавам за Интер. Од мал, цел живот навивач на Интер. Добро, ајде да се вратиме на темата. Шкринијер 6-та сезона е незаменлив дел од одбраната на Интер и ќе биде катастрофа за оваа екипа ако го изгубат. Но ако Интер не побрзе и притисне за нов договор, подобре да го продаде сега. Секој клуб во Европа ќе биде очен да го ангажира Шкринијер, кој е еден од најдобрите дефанзивци во моментов. Арсенал, Манчестер Юнајтед и Ливерпул веќе се поврзуваат со него, но има долга редица за неговиот подпис. Се надевам дека Шкринијер ќе остане во Интер. Остануваме со Интер. Втор на листата, уште еден фудбалер на Интер, уште еден бек. Деври, не ми е јасно што прави Интер. Дозволува двајцата клучни бекови во одбраната, значи клучни дефанзивци, да се заминат на лето за без пари. Добро, најново е дека Интер му понуди веќе договор на Деври, но подпис се уште нема. Холандјанецот не брза и чека да види дали ќе стигне некоја подобра понуда, нели? Нормално. Трет на листата, Лионел Меси. На Меси му истекува договорот со ПСЖ, но е крајно тешко да се предпостави каде ќе оди Меси или што ќе заслушува со него. Јас мислам дека Меси останува во ПСЖ. Но сега шеиците ќе треба да го одврзат кесето да фрлат еден том пари за да го задржат светскиот шампион. Тешко дека ќе се најде екипа која што ќе може да му даде поголема цифра на Меси. Ќе го продолжи договорот. Четврти, Јури Тилеманс, Лестер Сити. Се уште не можам да верувам дека никој не го подпиша за релативно мали пари минатото лето. Остана во Лестер и е главен во средината, но нов договор за него се уште нема. Мислам дека Лестер ќе се обиде нешто да ќари од него и ќе го продаде уште зимава. Ќе проба да го продаде уште зимава. Арсенал, Тотенхем, Њукасл, Барселона, сите се поврзуваат со него. Ако треба да се обложам каде ќе оди, би рекол Њукасл. Карим Бензема. Редицата ќе биде долга за освојувачот на златната топка. Иако тој не играше на светското првенство, а многумина сметаа дека Франција е подобра без него во тимот. Ќе заврши сезоната во Реал Мадрид, дефинитивно, но на лето ќе оди во нова екипа. Мислам дека најблиско до него е Арсенал. Жорџињо, Челси. Италијанецот се поврзува со враќање во Италија уште од времето кога стигна во Западен Лондон во Челси. Се шпекулира дека има интерес од Јувентус, но мислам дека сепак ќе има разговор помеѓу Челси и играчот за нов договор. Значи опциите се или останување во Челси или трансфер во Јувентус. Да, насликава до Жорџињо е Канте. Следа на листата е токму Канте, Челси. Уште еден клучен фудбалер на Челси, уште еден среден играч кој може за без пари да се замине во друг тим. Значи не можам да поверувам дека Челси е спремен да го изгуби Канте. Добро, јасно е дека има проблеми со повредите минатите 3 сезони и не играше ниту на светско првенство оваа зима, но тој се уште е најдобар на неговата позиција кога игра. Очекувам нов договор со Челси, но Канте нема да чека уште долго пред да најде друга опција. Може да бира каде ќе игра, секој би го посагал во своја екипа. И додека го следите видеото, ве молам притиснете subscribe и кликнат звончето за да добивате известување за сите видеа во иднина, а ќе ги има многу. Фала. Маркус Турам, Борусија Менхенгладбах.
Ова е еден од фудбалерите на кои што им стекува договорот на лето, а речиси сигурно прават трансфер оваа зима. Челси е последниот клуб кој е поврзан со него во овој преоден рок. Туран постигна 10 голови на 15 надпревари во Бундеслигата оваа сезона, а сега до него може да се дојде за само 15 милиони евра. Мислам дека ќе се испотепаат за него овој месец. Роберто Фирмино. Фирмино полека се губи во Ливерпул кај Јорген Клоп и мислам дека полека се заминува од оваа екипа. Чека нов договор, но договор се уште нема. Клоп калкулира и чека да го види во каква форма ќе биде по повредите. Но јас мислам дека е време за нивна раздалба. Ако си оди, тоа може да биде во Јувентус, кој не крие дека го посакува. Тони Крос. Се чини дека 8 годишниот престој на германецот во Реал Мадрид завршува на крајот од сезона. Крос има 33 години на лето, а Реал веќе мисли на иднината со доаѓање на голем број на млади играчи од средниот ред. Тешко е да се претпостави каде Крос ја продолжи кариерата, особено со неговите години 33 ќе има на лето, меѓутоа мислам дека се враќа во Германија. Марко Асенсио, Реал Мадрид. Асенсио има само 2 старта сезонава во Реал Мадрид, а тоа кажува све за неговата ситуација во Реал. Освен тоа, тој направи малку за да ја зголеми неговата вредност на светското првенство. Постои голема веројатност дека Асенсио уште зимава ќе ги промени клубските бои. Но ако тоа не се случи сега во јануари, дефинитивно на лето заминува од Реал. Уште еден топ фудбалер. Фудбалер бе брат. Уште еден топ фудбалер, Илкај Гундоган. 4-кратниот шампион во Премиер Лигата и исклучително корисен во тимот на Пеп Гвардиола, но од Манчестер Сити се уште му немаат понудено договор. Гундоган сака да остане во Сити и мислам дека ќе ги чека до крај. Но ако нема договор, нема да има проблем да најде некоја нова екипа. Може да остане во Премиер Лигата, но дефинитивно ќе има понуди и од Германија. Мислам дека сепак на крај Пеп ќе му понуди договор и Гундоган го гледам во Сити следна сезона. Знаете уште колку топ играчи има на кои што им истекуваат договорите сега следно лето? Ама нема време за сите, треба да се заборавам од зборење, 20 минути видео кој ќе ме гледа. Лемар од Атлетико Мадрид, Рашфорд, Манчестер Юнайтед, Тросард, Брайтон, Моукоко од Борусија Дортмунд, Рабиот од Јуве, Вилфред Заха од Кристал Палас, Белоти, Джеко, Жиру, уште многу ги има, значи уште многу. Некои од нив ќе имаат нов клуб уште оваа зима, некои ќе останат во своите сегашни екипи, а некои на лето си одат за без пари. Екипа, тука се одјавувам. Следете ни и чекайте ги новитетите во Овертем и BMG Sports. Гледате ги шортс видеата и за многу брзо време се гледаме со уште едно ново видео. Поздрав!